почитувани представници на медиумите. Од денес, па во наредните денови, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија започнува со уште еден проект. Целта е целосно и аргументирано разоткривање на бруталните лаги, манипулации и злоупотреби од страна на ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Нашата намера е на 4-годишната огромна лага, наречена "Остваруваме", да ги спротиставиме вистинските факти за дадените, а не остварени ветувања на Груевски и ВМРО ДПМН во сите области од македонското општество, преку серија на настани под наслов "Не остваруваат". Проектот "Не остваруваат" и практично ќе го потврди она што целата македонска јавност многу добро го знае, а тоа е дека во овие 4 години Груевски на граѓаните секојдневно им ветува брда и долини, а речиси ништо од тоа не се оствари. Сите сме сведоци како секое дадено ветување не само што не се остварува, туку еднаш, кога поставените рокови ќе ги надминат, секогаш следува некое поголемо, поспектакуларно ветување или просто кажано, уште една нова портокалова лага. И така во круг, секој ден македонските граѓани се повеќе осиромашени, украдени, излажани, изолирани, малтретирани и репресирани. Да имаа барем малку совест, ке требаше портокаловите досега многу пати да поцрвенат. Од срам се разбира. Вистината за "Не остваруваат" ја започнуваме со многуте лаги во земјоделието, кои доведоа до пропаѓање на македонскиот земјоделец. Реалноста покажува дека на почетокот на 5-та година од владењето на Груевски и ВМРО ДПМН, родот на земјоделците, наместо на пазарите, се почесто завршува по улиците и каналите. Нема нови пазари на земјоделските производи, субвенциите се претворија во социјални мерки, а распределбата на земјоделското земјиште е по партиски клуч, каде што општинските комитети на ВМРО ДПМН одлучуваат кој земјоделец ќе добие земја. Ова е програмата на ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Ова е портокаловата лага, портокаловата измама и изродба која ги излажа и земјоделците и сите во Република Македонија. На 98 страна од својата преродба во 100 чекори, ВМРО ДПМН објави, цитирам: "Пласманот на земјоделските производи, кој беше хронична болка на земјоделството во сите изминати 17 години, конечно е решен." Излажаа. Дали треба да подсетиме за непродадените и фрлени стотици тони јаболка, кромит, млекото истурено по улиците, да подсетиме што се случуваше оваа година и лани со грозието, што се случуваше со краставиците, зелката и другите земјоделски производи. Во истата оваа програма, Груевски вети изградба на 2 откупно-дистрибутивни центри во Струмица и Росоман, која требаше да заврши со најголем откуп на земјоделските производи во 2009. Државата требаше да биде партнер во тој проект за да обезбеди гаранција на цените при откупот. Денес е 2010 година, 365 дена по овој рок. Инвеститорот виде со кого си има работа и одлучи сам да ја тера работата, но остана лагата на Груевски. Владата на ВМРО ДПМН најавуваше и заедничко дејствување со израелскиот Соли Груп за месец мај 2007. Уште еднаш излажаа. 3,5 години по рокот ништо од тоа. На 99-та страна Груевски вети дека до 2008 година ќе започне со работа акционерско друштво во државна собственост за извоз на земјоделски производи, раководено и менеджирано од 2 искусни странци од Франција и Холандија. Излажаа. Денес 2 години по рокот, што самите преродбеници си го дадоа, такво акционерско друштво не постои во Македонија. На страна 106 од преродбата стои ветувањето на Груевски дека ќе започне со изградба на откупни центри во Гевгелија или Богданци, во Ресен, па и уште дека се бараат партнери за откупни центри во Тетово, Валандово, Босилово, Демиркапија, Дебарца и во други места. Уште една голема лага, уште едно неостварено ветување.
Ниту во Богданци, ниту во Гевгелија, ниту во Ресен, на нито едно од наброените места во програмата на ВМРО ДПМН не е започната изградба на ниту еден нов откупно-дистрибутивен центар. Меѓу другото, ВМРО ДПМН вети трансформација на ЈП Агроберза во стокова берза, воспоставување на катастер за земјоделско земјиште, зголемување на наводнувана површина во државата, воведување на европски стандарди за потекло, квалитет, исправност и безбедност на производите и уште низа ветувања кои ги излажаа, а не ги исполнија. Конечно, најважните 3 ветувања дадени на страна 101 во програмата, владата на Груевски и ВМРО ДПМН не ги оствари. Ветија изградба на ефикасен земјоделски сектор кој ќе биде конкурентен и ќе придонесува за економскиот развој. Излажаа. Ветија подобрување на приходот и животниот стандард на земјоделците. Излажаа. Ветија зголемување на конкурентноста на земјоделството за успешна интеграција во Европската Унија. Излажаа. Резултатот на сите овие портокалови лаги е пораз. Откако е Никола Груевски на власт, обемот на земјоделското производство е намалено за 10%. Тоа кажува се. Може да констатираме, владата на ВМРО ДПМН не ги исполнува своите ветувања. Земјоделците, но и сите граѓани во Република Македонија буквално се излажени од Груевски и ВМРО ДПМН. Благодарам, повелете прашање доколку. Како коментирате тоа што Груевски денес сам излезе на пресконференцијата и сутрешно од коалицијскиот парламент? Добро, денеска на пресконференцијата Груевски само потврди уште еднаш дека човекот е опиен од власта и дека целосно го изгубил чувството за реалност во Република Македонија. Па затоа ќе му порачам. Господине Груевски, тврдите дека работите денонокно. Ако резултат на вашето работење е ова осиромашена, меѓународно изолирана, без странски инвестиции и држава во која владее криминалот и корупцијата, тогаш ве замолуваме да не работите толку. Земете одмор. Господине Груевски, тврдите дека работите за достоинството на оваа земја. Граѓаните на оваа земја ќе бидат достоинствени кога ќе престанете да предизвикувате паѓање на животниот стандард на луѓето и кога ќе овозможите да живеат во земја членка на Европската Унија и НАТО. Господине Груевски, велите дека сте влада на народот. На кој народ? На оној кој умира по македонските болници, оној на кој му врзувате лисици пред камерите, на оној народ од кој секојдневно крадете и на чиј грб се богати вашата фамилија и луѓето од вашето владење. Почнете да размислувате да си одите. Повелете други прашања? Конкретното прашање од колешката беше вчера беше одложена пресконференцијата. Денеска никој од најамерика секогаш кога настапува Груевски настапува со министрите зад себе. Никој министр не беше зад него, посебно не министрите од ДУИ. Дали нешто шкрипти ДУИ дестои зад тоа што го кажува Груевски денеска на пресконференцијата? Предпоставувам и двете, и нешто шкрипи, и дека ДУИ не стои за тоа што го кажува денеска на пресконференциите Груевски. Впрочем, секој пат тој беше така горд за сите стоејќи зад него за она што го зборува. Денеска е сам. Можевте да приметите и треперење во неговиот глас и конечно поцрвенеа од сите лажи кои што се искажени и сами повеќе не си веруваат. Мислам дека од денешната пресконференција и така на наводниот отчет на Груевски многу јасно им станува на сите дека се работи за влада во заменување и за премиер во заменување. Благодарам.